Добар ден, во неделното интервју на Радио Слободна Европа разговараме со председателот на опозицијската партија Социјалдемократски сојуз Венко Филипче. Господине Филипче, ќе почнеме од она што е во фокусов. Изминативе денови, она што се случува на клиниката за онкологија, каде што дел од пациентите немаат биолошка терапија. Додека тие чекаат лек, се води меѓупартиска битка, вие нарековте хајка, политичка хајка против вас. Очекувате ли кривична пријава? Бев клеветен и обвинувам без апсолутно никаква основа, односно дека дури и во тоа најтешко ковид време, кога беше целиот здравствен систем посветен да ги лекува пациентите со ковид, вклучувајќи ги и најтешките онколошки пациенти кои што исто така заболуваа од ковид. Понатаму терапијата им беше праќена во други болници ширум државата да примаат поради рестрикциите во движењата. Тебе потсетам со вондрената состојба и така натаму. Значи дури и во тие тешки времења клиниката ги извршувала своите обврски, а со тоа биле задоволени сите законски критериуми во контекст на одговорностите на министерот. Сите 6-месечни извештаи беа таму и формирани тумор бордови со важечки мандат. Така да сметам дека направена е на вистина една груба злоупотреба на институцијата прво собрание, понатаму анкетна комисија. Се подкопа довербата во здравствениот систем во тој дел. Не наблегувам во останатиот дел на истрагата, тоа што се прави во однос на тоа како стручно биле третирани пациентите, каде што министерот и министерството немаат никакви ингеренции, меѓутоа да се подкопа довербата во тој дел од системот. Понатаму да се подкопа довербата во институцијата анкетна комисија, која што дали се прикривали или не документи, не сакам да шпекулирам, но факт е дека континуирано од тогаш до сега, заклучно со една пресконференција и изјава на пратеничката Мизрахи дека повторно не сум ги извршувал своите обврски, е крајно несериозна работа, е скандал без преседан. Значи не чувствувате одговорност и тврдите дека немало злоупотреби при тендерите и набавките додека вие бевте министер за здравство? Во еден дел набавки имаше од страна на Министерството за здравство и ние тоа го направивме после еден навистина системски пристап во кој што во здравството сменивме многу работи. Ние направивме систем во кој што освен со заштеда, внимавајте, донесовме нови лекови кои што до тој момент ги немаше во државата. Пациентите со онколошки болести беа праќани или на своја рака, одеа надвор од странство да бараат лекување поради тоа што таа современа терапија кај нас ја немаше. Така да, во тој контекст, во контекст на етаблирање на систем со групните набавки, направивме и заштеда и воведување на нови лекови. Зошто тогаш сега нема се појавува недостиг, ако овој систем уште функционира? Сметам дека крајно неодговорно се водат политиките во секторот здравство. Има бројни проблеми. Колегите навистина укажуваат на тоа дека системот не функционира како што треба. Донесени се и поставени менаџери, директори на клиниките кои што навистина немаат искуство како тоа се прави. Има директори на клиники кои што ниту оперираат на хируршките клиники, немаат ниту една операција како се поставени на функција, а ги водат стручните колегиуми. Има директори кои што се пишуваат за дополнителни дежурства да земат само пари без физички да бидат присутни на ниту едно дежурство на клиниките. Огромни се листите на чекање. Нема лекови. Сето тоа укажува на тотална незаинтересираност од страна на менаџментот и во Министерството за здравство и во делот на менаџирањето на клиниките. Беа многу критикувани формите на така наречен реверс. Тоа е систем кој што секогаш се обезбедуваа лекови за нашите пациенти. Сега најавуваат дека тоа ќе го укинат сосема. Добро, меѓутоа цената која што се плаќа се човечки животи, кои што во меѓувреме не може да ја примат соодветната терапија. Така да се надевам дека ќе најдат некој добар систем во кој што вакви проблеми во иднина нема да се
случуваат. Уште една тема е во фокусот, бојкотот на маркетите. Граѓаните се организираат во примерот на Хрватска, се придружуваат и други земји. Овој раст на цени не е почнал сега. Ова богатење на маркетите, како што велат граѓаните, а покажуваат и податоците, почнало многу порано, уште за време на владењето на СДСМ. Зошто тогаш не сте реагирали? Зашто тогаш немаше протести? Поради тоа што имаше причина за раст на цените, а тоа беше високата инфлација како резултат на бројните кризи. Од ковид, финансиска, енергетската криза, да ве потсетам колку беше цената на струјата пред 2 години, наспроти тоа што е сега. Тоа е неспоредливо, неколкократно беше повисока. Не успеавме со сите мерки на владата да ги држиме цените под контрола, цената на струјата да не порасне, односно граѓаните да не ја осетат поради тоа што беше субвенционирана од страна на владата и при тоа да ве потсетам и во најголемите кризи воспоставивме систем во кој што континуирано растеа платите. Минималната плата се зголеми за 3 пати. Просечната плата порасна дупло. И сега имаме, дури го надминавме ветувањето од 500 евра просечна плата. Стигна нешто над 600 евра, околу 40.000 денари. И сега оваа влада на ВМРО-ДПМН прво најбрутално го запре тој раст на платите. Понатаму најавуваше какви мерки ќе преземат со цел да го спречи растот на цените во маркетите. Се сомневаме со цел да им најават на газдите да се спремат за тие мерки. И што се случи? Неконтролиран раст на цените, страшно поскапи производи, дури споредени и со некои од маркетите во регионот. Ние имаме многу поскапи производи од колку што тие се продаваат на пример во Србија. Го спомнувате собранието, ви забележуваат дека пратеничката група на СДСМ не е активна, дури дека приматот на опозицијата некако да го презема левица со многу помалку пратеници од вас. Зошто тоа се случува? Заради случувањата во СДСМ или? Не би рекол дека го презема приматот од левица, освен што можеби се погласни во начинот на кој што ги представуваат своите ставови. Меѓутоа, слушнете ги дискусиите, апсолутно не се посуштински од тоа што ние го иницираме. Меѓутоа, укажав на еден многу сериозен проблем. Иницираме дебата за кредитот од Унгарија. Не се прифати. Иницираме закон за минималната плата. Повторно не се прифаќа. Сите закони во собранието, реков, над 2/3 поминуваат по скратена постапка. Едноставно, скратена е можноста да можеме да дебатираме. И затоа е таков впечатокот. Ситуацијата во рамките на пратеничката група, во делот на односите натрепартиски е одличен. Ние имаме секојдневна координација, практично телефонска, многу често и состаноци на кои што дебатираме и заеднички ги градиме и политиките и ставовите. Меѓутоа, однесувањето во парламентот, двојните аршини кои што во делот на делување во капацитет на председател на собранието ги поставува Африм Гаши се навистина загрижувачки. Вие изјавивте во една прилика, ако владата изработи подобра позиција во преговорите со Европската Унија, ние ќе ја поддржиме. Што е прифатливо за вас? Еве го повторувам ставот, дека што и да изработат како подобро решение, ние ќе поддржиме. Да потсетам дека ВМРО-ДПМН дојде на власт со ветување, прво дека ќе смени преговарачката рамка и второ дека ќе обезбеди некакви гаранции. Добро, да не се враќаме сега што но сакам да биде јасно. Во моментов тие излегуваат со една веќе позиција за уставни измени со одложено дејство. Дали тоа би било прифатливо за СДСМ? Дали ќе поддржите таква? Дали поддржувате таква? Еве да кажам и конкретно ќе одговорам, меѓутоа да кажам дека очигледно е дека од Европската Унија стигнуваат сигнали дека тоа за нив не е прифатливо. А ние сега веќе преговараме и имаме разговор на ниво на Брисел со Европската Унија, не со Бугарија. Значи тоа е нивото со кое што ние разговараме, на кое што треба да дебатираме за сите работи, но доколку владата, и да бидам конкретен, успее да го добие тоа. Во смисла да има, во смисла да тоа биде толкувано како некакво подобрување
и дека тоа сметаат дека ќе биде доволна гаранција за војнина, ние тоа ќе го поддржиме. За жал, не гледаме дека тоа е прифатливо на другата страна на масата, а тоа е во Европска унија. Мора да кажам дека се губи време. Владата кажуваше дека чека сега да има и соговорник од страната во Бугарија, да има политички избрана влада. Еве сега има политички избрана влада. Не гледаме дека има некаква иницијатива за средба за подобрување на нашата положба. Времето врви. Албанија оди напред. Го отвора веќе второто поглавје за преговори. Црна Гора оди напред. Ние губиме време. Го повторувам ставот на СДСМ. Ќе го поддржиме било кое решение кое што реално ќе ја подобри нашата преговарачка позиција. Апелирам владата час поскоро да се обиде, ако ништо друго, да направи нешто, барем да знаеме на што сме. Очекувањето е на владата големо од новиот американски претседател Трамп дека ќе помогне во, условно да кажем, откочување на евроинтеграциите. Што мислите вие за тоа? Соединените американски држави се наш докажан најдобар и најголем стратешки партнер, кој го гледате изминатиот на период на назад повеќе децении ни биле партнер во донесувањето на сите одлуки во корист на државата, а тоа е секако во корист на граѓаните. И искрено се надевам дека ќе биде така. Во претходниот мандат на претседателот Трамп се потпиша Преспанскиот договор и тогаш беа вклучени дипломати од Соединените американски држави и од наша страна и од страна на Грција. Така да искрено се надевам дека може да сметаме на таа веќе традиционална соработка, поддршка од Соединените американски држави. Имаме потпишано повеќе договори и официјални за стратешка соработка, за стратешко партнерство, може да се бараат тука некои моменти врз основа на кои и конкретно дополнително и еден предлог за размислување на владата во рамките на договор за стратешки диалог да најдеме форма во која што Соединените американски држави и конкретно би ни помогнале во делот на преговорите или во откачувањето. Нека се обидат и во тој дел да направат нешто, а не се сомневам во поддршката која што добиваме од САД. Кај нас се приближуваат локалните избори. Дали веќе одредивте некои сигурни кандидати? Кои се тие и каков резултат очекувате? Ние во пресред на локалните избори веќе имаме агенда на која што ќе работиме. Веќе се поставени внатре во партијата сите претседатели на општинските организации, извршните одбори, така да таа внатре партиска структура веќе е консолидирана. Охрабрува фактот што се поголем број на луѓе доаѓаат на состаноците, кога споредуваме со тоа што беше за време на кампањата или непосредно после кампањата пред практично една година и тоа на некој начин ме охрабрува. Имаме систем во кој што ќе веќе осмислен и влегуваме во негова имплементација, а тоа е систем во кој што ги идентификуваме најдобрите луѓе да не представуваат на локалните избори. Најдобрите кандидати прво избрани и предложени од членството, а понатаму со рейтинг кој што ќе биде проверен на анкети и очекувам тој процес да заврши некаде во март или почетокот на април, за да до крајот на април добар дел од кандидатите за градоначалници и советници веќе биде познат и тие си ја преземат работата во работа на терен со граѓаните во општините во кои што живеат. Ставаме силен и голем акцент на нашиот коалицијски капацитет. Разговараме со голем број на партнери во делот на политичките партии, во делот на независните кандидати, потенцијални, оно што го имавме како искуство од разговори и преговори во локалните избори 2021 година, така да верувам дека граѓаните ќе препознаат дека кандидатите стварно се избрани на еден соодветен начин, поддржани од огромен процент од членството и луѓе кои што во своите средини важат за луѓе со кредибилитет. Велите разговарате и за можни коалиции, разговарате и со ДУИ за некоја поддршка во некои општини? За сега Иако не. се дистанциравте многу. За сега не. Ние научивме една многу сериозна лекција од коалицирањето со ДУИ, многу работи кои што ни се удрија од глава. И тоа мора да бидеме искрени да си го признаеме.
Дистанцията е нешто што природно доја и на барење на членството и како чувство и емоција кон една таква коалиција која што не беше принципиелна. Што научивме од таа коалиција? Само принципиелни коалиции ќе формираме во иднина, само коалиции кои што се базирани на взаемна почит и делење на исти вредносни политики. Кажавте дека е грешка, дека се грешка измените на кривичниот законник за кој гласаше и вашата партија, кога што возможи да се ослободат многу осудени високи функционери. Се подготвуваат измени на кривичниот законник, бидејќи новиот кривичен законник дури следната година би можел да се донесе па да стапува на сила. Дали ќе ги прифатите овие? Дали ќе ги гласате овие измени во меѓувреме? Прво се консултирав со правници кои што ми укажаа дека било каква промена на сегашниот закон ќе биде залудна поради тоа што секогаш ќе важи поблагата варијанта. И доколку е тоа така, станува збор за измена која што ќе биде само косметска и нема да има никаков ефект. Апелирам до владата сериозно да поработи на другиот закон, кој што е работен со представници на Европската Унија, нов кривичен закон по терекот на германското ми се чини законодавство и кој што закон е треба да се донесе дури по препораките на оценската мисија. Сметам дека било која реформа треба да се донесе согласно препораките од оценската мисија на Европската Унија и реформската агенда. Кога веќе кажуваме дека сакаме во Европа, кога веќе имаме нешто на масата за што треба да се работи. Ајде конечно да направиме нешто суштински. И ние ќе поддржиме се во делот на реформа на правосудниот систем, кој што реално ќе има некаков ефект. Сметаме дека се друго би можело да биде некаков трик на владата со цел да се протне некое решение кое што нема да има никаков ефект. Многу лавира владата и премиерот во тој дел, еднаш ќе се менува судскиот совет, па нема и така натаму. Ајде конечно да застанеме заедно за тие решенија кои што се во интерес на граѓаните, на државата и се во контекст на прилагодување, адаптирање на нашето законодавство во било која сфера кон европското законодавство. Поради тоа што тоа е нашата стратешка цел, ја користам оваа прилика да го повторам мојот апел до сите парламентарни партии да седнеме во парламентот на една стратешка средба на која што ќе ги дефинираме стратешките цели на државата, зад кои што ќе застанат сите партии и утре кој да е партија на власт нема да отстапи од тој пат. Благодарам за разговорот. Тоа беше интервјуто со председателот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче. До гледање.